Ќе се пролонгира рокот за поднесување на барањата на сточарите за субвенции. Најверојатно сточарите за финансиска поддршка од државата ќе аплицираат и во јуни. Ова е договорено меѓу Ветеринарната комора, Платежна агенција и Министерството за земјоделство по барање на комората дека до 15 мај ветеринарните екипи не можат на терен да ја спроведат имунизацијата против болеста јазлеста кожа и извршат попис во стадата. Постигнавме начелно некој договор во смисол на тоа да рокот се продолжи и се пролонгира. Верувам дека овој рок ќе го испочитуваат и ќе биде продолжен, со што ќе се намали и притисокот, односно тензијата од страна на сточарите на цела држава. Рокот не е утврден, тоа е предлог наш да биде најмалку до 30 јуни. Што значи тие веќе имаат начелно до 15 јуни да треба да се пролонгира, но ние бараме до 30 јуни. Од Штипската ветеринарна станица вела дека ниту еден сточар нема да остане без потребните документи за субвенции. Со сигурност ви гарантирам дека ни еден сточар нема да остане да не може да му се изврши попис и да ги комплетира документи, да ги поднесе за субвенционирање. И покрај тоа што е периодот повторно краток и повред тоа што ќе се продолжи, но ќе смогнеме сили да едноставно оваа работа ја завршиме до крај без никаков проблем, да луѓето едноставно ги добијат своите средства. Годинава за 10% е зголемена финансиската поддршка за сточарството. Нема драстично намалување на сточниот фонд во Штипско и Карбинско, велат од ветеринарната станица во Штип, и покрај субвенциите сточарите не ги зголемуваат стадата.